Така, Коле, практично на владината седница беа донесени две мерки за заштитување на животниот стандард на граѓаните и тоа скалесто ограничување на бруто профитната маржа, како и ограничување на цените на дел од производите. 5% бруто профитна маржа ќе има за основните 8 прехрамбени производи, тоа млекото, левот, брашното тип 400 и тип 500, јајцата, маслото за јадење, јогуртот и киселото млеко или вкупно 8 групи на производи. И токму овие се оние кои што и ќе имаат и ограничена цена, покрај тоа што ќе имаат маржа од 5%. Нивната ограничена цена треба да биде онаа која што се утврдила на 1 февруари. 55 прехрамбени производи се ограничуваат со маржа до 10%, тука спаѓаат месото, производите од месо, шеќерот, млечните производи, маргаринот, конзервираниот зеленчук и овошје, гравот, оризот и тестенините и 39 производи се ограничуваат со маржа до 15% и тоа прехрамбени производи, средства за хигиена, свежо овошје и зеленчук, детергенти, бебешка храна и слични вакви производи. Ова го изјави денеска заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски после одржаната владина седница. Еве дел од пресконференцијата. Со овие две одлуки, цените на основните прехрамбени производи кои се содржани во одлуката ќе се намалат во просек за околу 10%, освен 8 основни прехрамбени производи, леб, брашно тип 400 и тип 500, масло за јадење, млеко, јајца, јогурт и кисело млеко, за кои што се очекува да останат на исто ниво, согласно нашата анализа и податоците за цени и маржи, кои ги добивме од Државниот пазарен инспекторат, сметаме дека ваквите одлуки ќе придонесат за стабилизирање и намалување на цените на основните прехрамбени производи и заштита на животниот стандард на граѓаните, бар во овој нареден период до 30 април. Така, во изминатиот период, односно изминатата седмица, имало консултации со трговците и со дел од дистрибутерите. До Министерството за економија стигнале над 20 предлози покрај од дистрибутерите и дел од новоформираната комора на трговци, но Министерството за економија прифати два од овие предлози, сепак, односно дел од нив е и скалестото ограничување на маржата. Владата не потклекна на притисокот и практично ги усвои мерките кои што ги најави, а доаѓаат по сеопфатната 6-месечна анализа од Државниот пазарен инспекторат, која што покажа дека имало енормни маржи и во трговијата на мало и во трговијата на големо. Во трговијата на мало уделе до 35%, додека во трговијата на големо до 50%, па биле неопходни да се донесат ваквите мерки. Еве дел и од оваа изјава. Добивме преку 20 различни предлози. Нешто дел од тие предлози прифативме, меѓутоа ние се водевме по сите анализи кои ги имаше направено Државниот пазарен инспекторат и тоа е најрелевантен податок за тоа со колкави маржи во кој, да речам, во синџирот на добавувачи, значи од производители до добавувачи оди цената на рафтот на производите на самите маркети. Врз основа на тоа се раководевме и ја донесовме ова одлука на влада. Иначе дел од тие предлози и се прифатени, бидејќи од она првичното што соопштивме минатата недела, веќе имаме скалесто ограничување на бруто профитната маржа. Така, одлуката ќе почне да се применува во маркетите од денот на објавување, односно наредниот ден на објавување во службен весник. Очекувањата се дека веќе утре владата ќе ја испрати одлуката во службен весник. Во меѓувреме и пазарниот инспекторат ќе биде на терен, а за оние кои што ќе ги прекршуваат мерките се предвидени ригорозни казни кои што ќе одат и до 20.000 евра. Коле?